Легализацијата на дивоградбите во Република Северна Македонија мора да престане, особено на начинот што досега се одвиваше, начин што за сите единици на локалната самоуправа предизвикуваше само проблеми, товари и давачки. Управниот одбор на ЗЕЛС денеска донесе заклучок да формира посебна работна комисија која заедно со Министерството за транспорт и врски ќе работи на изнаоѓање законско решение по можност во сегашна законска регулатива за бесправно изградените објекти да бидат внесени во правниот систем на тој начин што покрај потребните комуналии што ги плаќа секој граѓанин или справен субјект да платат и дополнителни пенали, односно казни. Дали тоа ќе биде преточено во законски текст на постојните законски решенија или во посебен закон ќе биде предмет на работа и на усогласување на ставовите со Министерството за транспорт и врски, изјави претседателот на ЗЕЛС и градоначелник на Скопје Петер Шилегов. Одговарајќи на новинарско прашање, Шилегов рече дека интерес на општините е да престане легализацијата на дивоградбите што досега се одвиваше за 1 евро по метар квадратен, а оној кој има бесправно изграден објект мора да ги плати комуналиите како што ги плаќа секој граѓанин и да плати соодветни пенали и казна за сопствената бесправна изграденост. Тој додаде дека важно е да се изнеде решение кое нема да креира само обврски за општините, туку напротив, да им даде и определени права. Најави дека најбрзо што е можно ќе стапат во контакт со Министерството за транспорт и врски со цел да биде изнедено вакво решение. Според потоците со кои располага ЗЕЛС, во нашата држава има над 70.000 индивидуални и деловни објекти што се уште не се во регулиран правен промет.